Дали политиката се уште важи за машка професија или жените поради нивната природа важат за поупорни, поистрајни и поубедителни политичарки? Колку е тешко да се задржи балансот помеѓу приватниот живот и собраниската говорница тука во собранието? На овие и на многу други прашања како е да се биде жена пратеник во денешно време, разговараме со моите денешни гостинки, пратеничките во Собраниското ТВ студио, Арбана Пашоли, Благица Ласовска и Јована Тренчевска. Пратенички, добре дојдовте во Собраниското ТВ студио. Благодарам. Благодариме. Добро ве најдов. Поводот за денешната емисија е одбележувањето на Денот на жената 8 март. Се вели дека кога една жена се кандидира на избори, без оглед дали ќе победи или нема да победи на тие избори, и олеснува на другата жена која ќе се кандидира за следни избори или за истите, со тоа што ја мотивира и дава идеја и мотивација да биде кандидат пред граѓаните. Дали ова важи за јавните функции во Македонија? Повелете. Благодарам. Ние уште како деца учиме преку примери повеќе отколку што учиме преку теорија. Така да мислам дека како и во секој друг сегмент од животот, така и во јавниот живот многу е убаво да имаш примери пред тебе, луѓе што го трасираат патот, за да после ти одлучиш која сакаш да бидеш кога се зборува во овој контекст за јавниот живот. Мислам дека не е лесно, но не е невозможно. Така да се има примери и како го олеснува патот кој што сакаш да го следиш. Пратенички Ласовска, по 34 години независност, за прв пат имаме и жена председател на Република Македонија. Колку е ова мотивација според вас? Верувам дека е мотивација и одговорот на вашето прашање е дека дефинитивно да, го трасираме патот на други жени, затоа што пак пред нас некои други жени го трасирале патот за ние да се занимаваме со јавна функција и тоа не треба да го заборавиме, затоа што тој пат воопшто не бил лесен. Ако се навратиме години наназад, ќе видиме дека со осамостојувањето на Република Македонија, мислам дека во собрание имало само 2 или 3 жени, а сега сме, верувајте, и пример во Европа, можам слободно да кажам, согласно процентот на застапеност на жените во парламентот. Имаме уште многу работа во влада, нели, и во градоначалнички, но навистина прекрасен пример да имаме жена председателка на државата и верувам дека ќе биде и мотив и една убав пример на секоја жена која што сака да се занимава со ова професија, која што и текако учествува во креирањето на политиките и генерално на животот на граѓаните во Република Македонија. Пратенички Тренчевска, повелете. Вака, ако земаме од самостојноста на Македонија па до денес, ќе се сложам со колешката Ласовска дека од многу мал процент, 4% жени во првиот состав, денес имаме не само во Европа, туку и глобално сме пример за застапеноста на жените во парламентот, што не е случај за жал во владата, значи во извршната власт и во локалната самоуправа како градоначалнички, меѓутоа верувам дека овој состав на парламентот, за комисијата за еднакви можности, заедно со клубот на пратенички, ќе успееме да ги дорегулираме прашањата во однос на застапеноста на жената во сите сфери на општественото живење, особено онаму каде што се носат одлуките и ќе го зголемиме процентот на жени кои што се и во извршната и во законодавната власт, меѓутоа и како градоначалнички во локалната самоуправа, и верувам дека
и за сите нас инспирација се биле жените кои што ја започнале оваа борба за што поголем процент на жени во структурите на одлучување и дека ние ќе бидеме инспирација за младите девојки за да во поголем број се вклучат пред се во политиката, а од политиката да бидат и дел од структурите на одлучување. Меѓутоа, не секогаш одредени жени кои што сме ги избрале на одредени позиции го имаат сенсот за или чувството за женската солидарност. Она што е најважно при поддршката на жената да се кандидира за одредени позиции е да ја добие пред се поддршката од останатите жени околу неа, а на крајот нели и од граѓаните. И со покажување на примери на женска солидарност, на еден начин на комуникација различен помеѓу жените од она што сме навикнати на политичката сцена, мислам дека ќе охрабриме и многу млади девојки да се вклучуваат во политиката и да се борат за да бидат дел од процесот на одлучување. Живееме во време кога жените за жал се уште, особено оние кои се активни во политиката, но и во јавниот живот целокупно, неретко се изложени на родови стереотипи, на сексистички напади. Вие сте сите три подолг период вклучени во јавниот живот и на политичката сцена. Што мислите? Дали таквите коментари ги обесхрабруваат жените да се занимаваат со јавна функција? Повелите. Па видете, мора прво да кога ќе се нафатите на одредена позиција како што е нашата или да бидете политичарка, мора да разграничите сама во себе дека ние мора да бидеме малку потолерантни кон критиките, затоа што пак и критиката е нешто кое што те тера да размислиш и нешто кое што те трасира, ти го трасира вистинскиот пат. Тоа е така. И ние, како политичари, треба да бидеме прагот на толеранција по однос на критиките треба да ни бидат повисоки од останатите. Но, секогаш кога се жените во прашање, можам да кажам, бидејќи еве јас сум 4ти мандат пратеничка, искрено ви кажам, веќе сум научена на тие вака критики, под наводници ќе ги кажам, затоа што неретко се сексистички, шовинистички, се само не критика која што треба да ја подобри вашата работа. Тоа во разговор со голем број на жени, па и млади девојки кои што сакаат да се занимаваат со ова професија, навистина делува обесхрабрувачки. И ние можеби треба да, како жени, можеби треба да работиме малку повеќе на таа проблематика по однос на регулација на одредени, ајде така да кажам, не медиуми, туку платформи, бидејќи таквите примери се обесхрабрувачки. Можеби не за нас, но за останатите кои што сакаат во иднина да се занимаваат со политика, се обесхрабрувачки. Постојат низа на говор на омраза. Ние како жени пратенички во минатите мандати сме се обидувале да регулираме законски говор на омраза спрема политичарки и треба да направиме еден надзор врз имплементацијата на законските решенија и да видиме колку тоа како општество го имаме препознаено, знаете. Затоа што ние носиме законски решенија, но колку тие се имплементираат и колку општеството генерално ги препознава, институциите дали ги препознаваат. Тука говорам за обвинителство, за судство, за МВР, колку дали по поднесена пријава реагираат, не реагираат.
Сето тоа сметам дека треба да се регулира. Не сакам да бидам погрешно сватена, дека ние себе нешто тука жалиме, дека сме мета за напади. Да, политичарите треба да бидат критикувани, како што кажав, но сето тоа да биде на некое пристојно, цивилизирано ниво и да се каже ова не чини, она не чини, затоа што неретко во минатото сме биле, па и сега можам да кажам, исмевани заради, не знам, изглед, кажан говор, збор и така натаму. Сметам дека имаме уште простор, ние како жени политичарки, како клуб на пратенички, како Комисија за еднакви можности, како собрание, како законодавна власт, да работиме на ова не заради нас, како што кажав, туку заради идните генерации кои што малку покомотно би влегле во оваа позиција, во оваа професија која што и не е така едноставна. Иако можеби на граѓаните им изгледа дека е едноставна, сепак е многу одговорна за оној кој што сака да се работи исправно, честно и онака како што треба, одговорно и транспарентно. Конструктивната критика е секогаш добродојдена и таа носи кон подобри резултати на секого и до подобри политики. Меѓутоа, ние денес се очуваме со говор на омраза, кој што е особено проширен во социјалните медиуми, каде што особено кон жените во политиката е присутен, буквално, кога ќе ги отворите социјалните медиуми, па на секој еден пост. Не велам дека и мажите не се на удар на говор на омраза, меѓутоа, кај жените е тоа многу подоминантно. И еве, од 95-та година работам на родовата еднаквост. Ние 30 години работиме на надминување на тие родови стереотипи поврзани со улогите на жените и девојчињата во општеството и како да дојдеме до ситуација да јавноста ја прифати дека и жените се подеднакво способни, како и мажите, за било која позиција во општеството. Меѓутоа и по 30 години ние правиме чекори напред, се враќаме назад, денес со социјалните медиуми, достапноста на интернетот, до пошироката јавност, ние се враќаме повторно назад и повторно зборуваме за родовите стереотипи и за предрасудите кои што ги има во општеството за одредени позиции на жените. И во таа насока како собрание и како држава ја ратификувавме Истанбулската конвенција, ги донесовме измените на кривичниот законник, други закони променивме, донесовме нови законски решенија, се со цел да тие родови стереотипи ги разбиеме во општеството и ја прифатиме она улога на жената која што навистина заслужува да ја има жената во едно општество, но и денес се содруваме пак од друга страна со проблеми и со наратив на наметнување на нови дефиниции во државата, родова идеологија. Јас сум 30 години активна на полето на женските права и на правата на почитување на човековите права, родова идеологија. Во изминатите 2 години се пуштана најако во медиумите или родова теорија, што е дојдено од страна на крајно десни, конзервативни сили од Америка и од Русија, се со цел да се поништат сите оние резултати кои што во минатото сме ги направиле во однос на почитувањето на човековите права и почитувањето на улогата на жената во општеството. И затоа сметам дека и како собрание, меѓутоа и генерално жените од сите политички партии треба многу погласно да зборуваме за овие
родови стереотипи, за целиот тој наратив кој што ни се наметнува овие неколку години и да не бегаме од реалноста дека родовата еднаквост е концепт кој што ги штити правата на жената и дека со зборувањето за родова еднаквост ние не бегаме ниту од семејните вредности, ниту пак од заштитата на децата. Напротив, вклучувајќи го концептот на родова еднаквост, ние, сите како жени политичарки, многу повеќе внимаваме да ја задржиме традицијата, меѓутоа не традицијата да не враќа напред, туку да гледаме да не враќа назад, туку да гледаме напред кон иднината, почитувајќи традицијата, а воедно да ги заштитиме и останатите семејни вредности, па и децата. Затоа што ваквите наративи на родова идеологија само прават штета на се она што сме го постигнале во изминатите 30 години. Токму тоа ми беше... Мора малку тука да додадам нешто. Сметам дека концептот на ова емисија не е вака некаква дебата тука да влегуваме една со друга во дуел и недоразбирање. Сепак ние сме членки на клубот на пратенички. Генерално во клубот на пратенички се носат одлуките со консензус, но за да не разберат погрешно гледачите, се не ми е јасно како дојдовме од говор на омраза спрема жените до Русија, Америка или родови стереотипи. Многу е јасна идејата на десно центар партиите и новите ветришта кои што дуват. Едноставно родовите стереотипи, како што ги замислуваше крајната левица, се неприфатливи кај граѓаните и малку треба да ја вратиме она што е не само говорам традиција, туку нормалноста во општеството. Имаме време за дебата и сигурно дека ќе дебатираме. Ние не се откажуваме, напротив, ние велиме правата на жените и девојчињата, но зошто тоа да не го кажеме со дефиниција и термин кој што е права на жени и девојчиња. Во светот, во биологијата, впрочем, постојат два пола, машки и женски. Тоа се тие некои ветришта кои што дуваат и кои што ние како општество ги прифаќаме заради тоа што не сме сакале да ги прифатиме недоречените, неприродните нешта кои што некој вештачки сакал да му наметне на нашето општество, кој што не е спремно, не е подготвено за такво нешто. И верувам дека ние како жени ќе се сложиме по однос на тие прашања. Доста нам само извини Арбана. Само да останам да допрецизирам. Зошто реков дека со наративот кој што во последните 2 години е присутен во државата, не зборувам ја за десни и за леви, зборувам за крајно десни партии и крајно леви партии, и зборувам за појавата на говорот на омраза низ медиумите токму со профилирањето на еден нов термин, родова идеологија, кој што не беше присутен до пред 2 години во државата. Изборувам за бегање од реалноста, затоа што родовата еднаквост е во законската регулатива во државата. И ние или пак во Министерство за труд и социјална политика, сега Министерство за демографија, млади и социјална политика, демографија и млади, имаме сектор за еднакви можности, каде што имаме оделение за родова еднаквост. Целта ми беше да кажам дека не треба да бегаме од употребата на зборот родова еднаквост како концепт, кој што уствари како жени политичарки сме го користеле во изминатите 30 години и не донел до одредени резултати во однос на положбата на жените во општеството. Далеку од тоа дека зборувам за одредени десни или леви партии,
Не зборувам Добро, тоа, мислам туку дека се зборувам за разбираме да не е. крајно леви и крајно десни партии и бегањето до потребата на зборот родова еднаквост. Тоа е. Повелете. Ќе се навратам на вашето прашање, насилството врз жените во политиката и како тоа влијае врз мотивацијата, особено на жените што се во нивните почетоци на политичка кариера. Мислам дека насилството врз жените во политиката било е и ќе остане, бидејќи тоа е процес, феномен што не можеш да го исклучиш паралелно со јавниот живот што го водиш. Како и да е, мислам дека треба да се работи не само внатре партиски, туку и меѓупартиски, особено во креање на свеста дека овие жени што се бават со политика, тоа се и жени како сите останати. Тоа што ние служиме, јавна функција, не значи дека паралелно немаме и други улоги во нашите животи кои опфаќаат и луѓе што навистина се повредуваат од тоа што за нив се кажува, дали на социјалните мрежи или било каде. Мислам дека од мојот ангажман во минатиот мандат како член од групата за родова еднаквост во соработка со NDI, која беше меѓупартиска група со цел за унапредување на правата во однос на ова прашање, но и креање на свеста, е токму фактот ние да бидеме свесни не само за тоа со што се воочуваме најчесто, тоа е вербалното насилство, туку и психолошкото насилство, кое многу често не може да се идентификува и многу често останува несанкционирано. И мислам дека токму тука е клучот и токму тоа е најстрашното нешто што се случува, бидејќи е тешко за идентификување и за кое најмалку зборуваме, а фактички тоа е тоа што многу жени ги остава во тој под прашалникот дали да се бавам или да не се бавам со политика, бидејќи барем од лично искуство, моментот кога одлучуваш да се бавиш со политика, тоа е договор и со твоето семејство и со најблиските. Не одлучуваш ти само за себе, бидејќи во јавниот живот ги земаш и нив без да ги прашуваш дали сакаат да бидат. И мислам дека токму заради тоа многу често жените и не се толку гласни, немаат толку голема инспирација и мотивација колку и мажите, бидејќи знаат дека тој терет ќе го носа со нив во тој пат. И се разбира дека тоа особено влијае врз менталното здравје. Не може да функционираш како што треба ако претходно си читал минимум 10 пораки што викаат не знаеш да читаш, не знаеш да збориш, зошто го кажа вака, или ред друг коментари за твојот изглед, без навистина луѓето да се фокусираат на тоа што си сакала пораката да биде и да го пренесеш до граѓаните. Мислам дека многу често не осудуваат без да не слушаат. И сакам оваа порака да стигне до граѓаните. Бидејќи реално зад ова фасада како политичарки ние сме ќерки, мајки, сопруги, менторки, колешки, значи тоа не се одвојува и од тоа да се биде политичарка. И истовремено треба да имаме еден баланс помеѓу сите овие улоги и плюс треба да се справиме и со низа на коментари за кои може би не се согласуваме, но од друга страна не викам дека нема и коментари кои треба да се разгледуваат сериозно и да се земаат предвид. Меѓутоа најчесто тоа што се случува е фактот дека се користи многу вулгарен јазик што автоматски ти создава одбранбени механизми да не сакаш да одиш понатаму и да прочиташ што се случува. И да, тука се обидуваме да создаваме законски решенија што би не одбраниле од тоа, меѓутоа тоа не е доволно. Најважно е да сме свесни дека тоа се случува и не се работи само за нас како политичарки. Ние сме свесни за сајбербулингот што се случува и многу е тешко да ги заштитиме и најмладите од тоа, бидејќи
Јас сум била дел од образовниот систем како училишен психолог и дури не сме свесни во колкава мера имаме млади девојчиња што се соочуваат со тој вид на насилство, а немаат ниту храброст за тоа да зборуваат отворено, а некогаш не достигаат и механизмите за справување или да се носи до крај па да се санкционира оној што од другата страна што го нарекуваме насилникот. Мислам дека многу често и од тоа што патиме е фактот дека особено во жените во политиката се прави притисок за да ние го добиеме тој комплексот на нижа вредност дека не сме доволно достоинствени или вредни да се бавиме со ова дејност, да кажем. И тука би требало да биде таа женска солидарност, каде што ние меѓусебно се поддржуваме дека да можеме, без разлика и на политичката припадност. Пошто, барем од моето лично искуство, и во самите почетоци така се поврзавме во однос на тоа што ни беше животна приказна. Така да мислам дека е многу широка тема, треба многу да се работи и верувам дека со цел да имаме успех треба да се работи не само внатре во партиите, туку да има и поголема меѓупартиска соработка. Токму тоа ми беше и следното прашање. Ги спомнавме квотите, колкав бил бројот на жени пратенички во првиот парламентарен состав, колку сме сега, но успеавме ли да се ослободиме од предрасудите дека политиката е машка професија, а местото на жената е во домот? Јована. Ајде, ќе почнем јас. Значи, ако не беа квотите, повторно ќе гледавме црно-бел филм кога се прикажуваат седниците на собранието, односно ќе ги немаше жените, како што ги има сега и каде државата ни е пример за тоа како се постигнува таа еднаквост во парламентот. Иако некој ќе каже дека квотата е дискриминирачка, дека ги дискриминира жените, јас ќе кажам тоа е афирмативна акција која што возможува жените подеднакво да се вклучени во политиката како и мажите, иако за жал и после повеќе од 30 години се уште провејува ставот кај граѓаните дека политиката е машка работа и дека местото на жената е во семејството, во домот и во некои професии кои што како во социјална заштита, детска заштита, во образование, каде што имаме професии кои што имаат и повеќе слободно време, можеби пократко работно време и ќе бидат повеќе посветени на домот. Тука заменувањето на таквите ставови во општеството неопходни се мерки, законски мерки кои што ќе овозможат хармонизација, односно усогласување на професионалниот со семејниот живот, за да можеме и жената да биде вклучена, нели, семејните обврски, за жал, ние се боревме за повеќе права, се боревме, нашите предходнички се бореле за еманципација на жената, меѓутоа не сме дојдени до моментот да домашните обврски повторно се распределуваат подеднакво помеѓу мажите и жените. Со еманципацијата и со нашата желба да се вклучиме во општествените токови, да помогнеме во се она што се случува во општеството, ние и сме образовани, и сме посветени на политиката и на одредени други општествено одговорни активности, меѓутоа повторно дома, во домот си превзимаме најголем дел од врските, што значи дека работниот или ајде оврските на една жена во текот на еден ден се многу поголеми за разлика од мажот и дека нашето работно време трае понекогаш дури и по 12, 13, дури и 15 часови, зависно од големината на семејството. И сметам дека само со многу важен агент овде е медиумот да прикажува примери на успешни жени и
секако и на успешни мажи, меѓутоа и жени и мажи кои што си ја споделиле, усогласиле обврската во домот и со сет на законски мерки со кои што татковско отсуство, родителско отсуство, да гледаме што поголем број на татковци кои што ќе ги користат овие законски права, за да можеме навистина и да ја растеретиме жената од преголемиот број на обврски, меѓутоа и да ја гледаме почесто на медиумите, да ја гледаме почесто во политиката и онаму каде што седната на масата подеднакво со своите мажи колеги, каде што се носат одлуките. Претенички. Сметам дека ова е само мое лично размислување, можеби и треба да се направи одредена анкета, добра тема е ова, но мислам дека барем по однос на оваа тема, некако македонско општество почнува да оди напред во, ајде да кажам, разбивање на тие стереотипи дека жената не е за во политика, иако има уште многу работа. И сето тоа зависи од средина, од подрачје и од многу други фактори. Дали целна група, дали образование и така натаму, затоа велам дека би требало една добра анкета да се направи колку македонските граѓани ја перципираат жената како политичар кој што може и треба да се бави со јавна функција. Сметам дека порано стереотипот беше многу поголем, сега некако мислам дека бавно можеби, но се рушат тие бариери по однос на мислењата кај македонските граѓани. И она со квотите што го кажа Јована, ако не беа тие квоти, навистина ќе ни беше тешко да бидеме волку жени во собранието 40%. И знаете, неодамна бев на еден настан и вака жени ме прашуваа, нели сметате дека квотите се понижувачки? Прашањето беше сосема легитимно, затоа што нели ние не сме бројка, ние сме суштества кои што рамноправни, кои што размислуваме, гласаме и така натаму, но морам да кажам дека моje лично мислење врз основа на искуствата кои што ги имам години наназад е дека се уште не сме зрели како општество да ги тргнеме квотите, бидејќи еднаш пред да се воведат оние задолжителни добитни места, ја знаеме целата приказна дека жените беа долу на дното. Сметам дека квотите мора да постојат за да имаме жени како во законодавниот дом, така и во советите. Дури мислам дека треба да изнајдеме, со години ова го зборуваме, да се изнајдат решенија, дали тоа ќе бидат законски или ќе видиме, ќе се договориме дали внатре партиски договори, интерпартиски договори за повеќе жени во локалната самоуправа и во владата, затоа што пак ќе кажам, моето искуство говори дека се повеќе жени за жал не сакаат да се занимаваат со политика заради претходно одговорените прашања, но како и да е генерално да скратам, сметам дека нашето општество оди кон подобро, како сплет на многу околности, можеби на жените во собранието, жените во локалните самоуправи, се повеќе жени на други одговорни општествени позиции и кои што ги се трудат или ги разбиле тие бариери дека жената не може, не знае и дека треба да биде само дома. И за крај сакам да истакнам дека во последно време гледам и ме радува тоа што младите брачни парови или заедници многу повеќе си ги распоредуваат нивните обврски и така треба и тоа го поздравувам, што навистина ме радува како, да кажеме, општество кое што многу повеќе го цени трудот на жената.
Мислам дека политиката се уште останува машки свет и тоа го покажува фактот дека без разлика која влада не имаме минимум број жени во извршната власт или пак градоначалнички и тоа е заеднички проблем. Меѓутоа тоа не се случува само кај нас, се случува и на глобално ниво. И без разлика како звучат квотите, тие и како возможуваат да имаме, да не кажам пристоен број, ама да имаме представнички, особено во собранието. Како и да е, мислам дека се е поврзано и од општествените очекувања и од самото семејство како институција. Значи, јас имам 2 сина и мислам дека мојата улога еднаш почнува во мојот дом, како да ги едуцирам нив, да утре прифаќаат дека нивните партнерки треба да се бават и со оваа работа преку давање на мојот личен пример. Така, извинете, тешко ли е да се одржи балансот? Морам да кажам дека не е лесно, тоа го кажав и во почеток, меѓутоа не е невозможно. Јас сакам да бидам искрена и имало неколку случаеви кога сум сакала и да се откажам, бидејќи притисокот е голем. Ти растеш со одредени очекувања, постигнуваш до одредена фаза на твојот живот кај што си мислела дека горе-долу среден ти е животот и бавењето со политика те вади од комфортната зона. Треба нови очекувања, нови договори, како со луѓето во семејството, така и со најблиските, така да мислам дека зависи од факторот човек, од самата ти, меѓутоа без поддршка не се прави. Особено е важно луѓето кои те окружуваат да бидат тие што те мотивираат и во најтешките твои моменти кога мислиш дека не можеш да ти кажат дека да, имаш сила и треба да одиш напред пошто веруваат во тебе. И мислам дека нема поголема инспирација од тоа да гледаш луѓе што веруваат во тебе, во твоите способности, во енергијата и времето што го вложуваш за да бидеш, да им служиш на луѓето што те избрале. Сега, колку таа улога ја извршуваме, не знам, на една, да кажеме, рамка од 1 до 5, ако 5 е најдобро, тоа одлучуваат граѓаните, мислам, меѓутоа мислам дека жените најодговорно ја извршуваат таа улога и некогаш токму таа одговорност, голема одговорност, што сака се да биде како што треба и ги пенализира и ги ограничува дали сакаат да бидат дел или не. Како и да е, мислам дека секако ти треба поддршка од сите страни, а и ние што веќе сме го искусиле овој живот треба да дадеме најголема поддршка, особено на младите жени кои што размислуваат, кои што се уште вложуваат во нивниот професионален живот, бидејќи жените се потребни на политиката. Тие ја носат емпатијата во маса, што многу често не достига кај мажите. Тие знаат да комуницираат кога работите стануваат жешки, знаат диалогот да го вратат на маса. Жал ми ако мажите не се согласуваат со ова, меѓутоа тоа е вистина и мислам дека носат некоја помирна клима со цел да се разбираме и кога не се согласуваме. Така да мислам дека улогата на жената во политиката е многу важна и треба да настојуваме сите да имаме што повеќе жени вклучени во политиката. Да, само на сите овие дискусии што ги имавме, сметам дека следните локални избори ќе ни бидат тест на сите нас. Имаме. Да видиме како политичките партии од каде доаѓаме ги перципираат жените, затоа што кога сме на листа и законска регулатива, нели, вели ако нема 40% жени, ја се враќа листата. За градоначалници, градоначалнички, немаме таква квота. Сега ќе видиме колку политичките партии се спремни да кандидираат жени градоначалнички, а сметам дека имаме доволен број на жени во сите политички партии кои што можат рамноправно да се носат со мажите за позиција градоначалничка во одредена општина. Така да еве за неколку месеци ќе имаме тест да видиме дали навистина не перципираат како личности кои што можеме
да менаџираме со одредена општина и да го подобриме животот во општината. Верувам дека жените се многу по добри менаџери, затоа што одлично ги менаџираат своите семејства. Верувам дека и заедницата ќе ја менаџираат онака честно и со еден сосема подруг пристап за разлика од мажите. Пратенички ви благодарам за денешниот разговор. Верувам дека бевме инспирација за многу жени да ги поттикнеме да се вклучат не само во политичкиот живот, туку и во јавниот живот. Ви благодариме. Благодарам. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието.